Кратки најави за денес. Главниот туристички центар ја живее ниската сезона. Мора да има намалени вонсезонски цени. Оперскиот пејач Ѓорги Цуцковски е новиот директор на Охридско лето. Првиот човек на регулаторна не очекува зголемување на цената на струјата за домакинствата за повеќе од 1%. Сите обврзници на фирмарина да ја платат истата до 6 декември. Во тек е постапка за присилна наплата. Бајден пред заминување го помилува својот син Хантер. За најавените и изостанатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно, ветровито и студено време со повремени сончеви периоди и максимална дневна температура до 10 степени Целзиусови. Во вторник во северозападна, северна и централна Европа ќе превладува умерено облачно, ветровито и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Во областа на Алпите, како и во североисточна Европа со врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе превладува стабилно време со зголемена облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно и свежо време со повремени сончеви периоди. Минималните температури ќе се движат во интервал од -4 до 5 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 3 до 12 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време со сончеви периоди. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 8 степени. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Во четврток и петок облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во петок во попладневните часови врнежите ќе престануваат. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 5, односно до 7 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид.
Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Главниот туристички центар ја живее ниската сезона. Граѓаните велат цените на сместувањето и угостителските услуги се превисоки, мора да има намалени вонсезонски цени. Хотелските работници велат дека за привлекување на туристи во овој период од годината првенствено е потребна инфраструктура, која се уште ја немаме. Од ноември до март, со исклучок на новогодишните празници, главниот туристички центар во земјава е празен. На брегот на Охридското езеро најслаби месеци по посетеност се ноември и февруари, но капацитетите се полупразни и во декември, март и април. Граѓаните велат цените на сместувањето и угостителските услуги се превисоки. Потребно е воведување на намалени вонсезонски цени за привлекување на туристи во текот на доцно есенските и зимските месеци. Би требало нормално да има гости. Нема парица. Кој работи, кој не работи, А високи се цените. Високи цените. Некој да сака да оди не може. Ниска плата. Зима, лето исти се цените, не ги нити намалуват ништо. А сега во градот Охрид, Скопје е све денеска, ништо друго во другиве градови. Треба да ги намалиме во зима, бар да бидат прифатливи за сите. Јас сум од Охрид, живеам во Холандија и овде се цените многу поскапи него во Холандија. Треба да ги намалиме. Да, треба да ги намалите и на лето, зашто туристите бегаат. Хотелиерите велат на брегот на Охридското езеро традиционално овој период се живее ниската сезона. За привлекување на туристи во овој период од годината првенствено е потребна инфраструктура која ја немаме. Велат следува раздвижување околу новогодишните празници која се очекува солиден наплив на туристи. Со предновогодишни забави, самата нова година и божичните празници има поново добра бројка на резервации и после тоа влегуваме во таа ниска сезона, што ја викаме втора половина јануар, февруар и се до некаде средината на март. И тогаш поново кога ќе живне ново сонце, нова пролет и очекуваме и нови гости. Градот има капацитет за привлекување гости, но потребно е креирање на вонсезонска понуда. Потребно е инвентивност од страна на туристичките работници да креираат богата вонсезонска понуда со конкурентни ниски цени. Оперскиот пејач Ѓорѓи Цуцковски е новиот директор на националната установа Охридско лето. Охридско лето за мене представува бисер на македонската култура и на културниот идентитет на Македонија, вели Цуцковски. Магистер доцент Ѓорѓи Цуцковски, оперски пејач, првенец на операта при Националната опера и балет, е новиот директор на националната установа Охридско лето. Тој доаѓа на местото на Анита Алоска, која беше на функцијата вршител на должност директор изминативе 3 месеци. Цуцковски на македонската јавност си е познат по својата богата интернационална кариера која што вклучува представување на македонската култура во Соединетите Американски држави, Кореја, Индонезија, Јапонија, Кина и ширум Европа. Освен како истакнат македонски уметник, има даден особен придонес за македонската култура и како поранешен уметнички директор на македонската опера и музички селектор на фестивалот Охридско лето.
Охридско лето за мене представува бисер на македонската култура и на културниот идентитет на Македонија. Со особена чест и задоволство стапувам на позицијата директор на Национална установа Охридско лето со надеж дека ќе ја продолжиме долгата и богата традиција на успешни и спектакуларни настани на најголемите светски уметнички имиња и дека фестивалот ќе продолжи да ја негува богатата традиција од 64 години, вели новиот директор Цуцковски. Општина Охрид ги информира сите правни и физички лица дека во тек е постапка за присилна наплата по основ на комунална такса за фирмарина за 2022 година. Сите обврзници кои имаат заостанати и неплатени обврски, истите треба да ги подмират најдосна до 6 декември 2024 година. Општина Охрид ги подсетува сите граѓани дека во согласно со одредбите за присилна наплата во Законот за даноци на имот и согласно одредбите во Законот за комунални такси, во тек е постапка за присилна наплата по основ на комунална такса за фирмарина за 2022 година. Сите обврзници на комунална такса фирмарина кои по горе наведените основи имаат заостанати и неплатени обврски да ги подмират своите обврски најдоцна до 6 декември 2024 година. Од локалната информираат дека секое регистрирано лице како трговец поединец или правно лице има достапен увид во неговата финансиска картица, увид во изготвените решенија по кои се задолжени и истите може да ги платат електронски преку линкот за е-даноци на официјалната веб страна на Општина Охрид. Во септември и октомври годинава Општина Охрид испратила електронски опомени за неплатена комунална такса за фирмарина до сите правни и физички лица, односно трговци поединци и занаетчи кои вршат дејност на територијата на Општина Охрид. Од причина што рокот во кој требаше да се изврши наплатата по доставената опомена е поминат, Општина Охрид е во постапка на изготвување решенија за присилна наплата кои ќе бидат доставени до даночните, односно таксените обврзници. Доколку даночните и таксените обврзници не постапат по ваквото решение, се изготвува решение за блокада на банкарските сметки на обврзниците, информираат од локалната. Од 1 јануари 2025 цената на струјата ќе се зголеми за најмногу 1%, според пресметките на Регулаторната комисија за енергетика. За дополнителен час ефтина струја во текот на денот ќе почекаме до напролет. Денеска на пресконференција председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски ги соопшти цените за пренос на електрична енергија на МЕПСО за дистрибуција на електрична енергија на електродистрибуција и цената на операторот на пазарот на електрична енергија МЕМО. Цената за мрежарина, која зафаќа околу 38% во крајната цена на струјата, се намалува за 7%. Предходно мрежарината кај домаќинствата изнесуваше 2,3 денари, а сега со намалувањето ќе изнесува 2,14 денари. Оној дел кој што е најбитен и се однесува на домаќинствата и на најголем број од малите потрошувачи, делот од мрежарината, вклучувајќи го и преносот и дистрибуцијата, таму имаме намалување за 7%. Во однос на останатите просечни цени, цената на МЕПСО за пренос на електрична енергија се зголемува за 5,68%, при што влијанието на крајната цена е 4%, цената за дистрибуција на електрична енергија се намалува за 5,52%, влијанието на крајната цена изнесува 33% и цената на операторот на пазарот на електрична енергија се зголемува за 19,8%, каде што влијанието е екстремно мало и изнесува само 0,19%. Значи, делот од мрежарината, кој што го плаќаат домаќинствата и 90% од малите потрошувачи, уште еднаш потенцирам, се намалува за 7%. Понатака, по носењето на овие одлуки, во текот на следните денови, Евана Хоум, како универзален снабдувач до Регулаторната комисија за енергетика, ќе ги достави на контрола цените за домаќинствата и за малите потрошувачи.
Покрај сегментот кој го презентира Бислимовски, вториот елемент во крајната цена на струјата е понудата на ЕСМ кон универзалниот снабдувач Евана Хоум. Имајќи во предвид дека веќе знаеме и цената која што ја пријави ЕСМ на тендерот кој универзалниот снабдувач, кој изнесува 62 евра за мегават час, јас не очекувам дека ќе има поголемо покачување на цената на електрична енергија, на просечната цена за домаќинствата да биде поголемо од 1%. Универзалниот снабдувач ќе ја пресмета финалната цена на електрична енергија согласно утврдената методологија и ќе ја достави до регулаторна комисија. Доколку регулаторна нема забелешки, цените ќе бидат објавени. Во однос пак на дополнителниот час со ефтина тарифа во текот на денот, Бислимовски рече дека воведувањето на тој час ќе се разгледува напролет. Сите патни правци во Дебрца се исчистени и проводни. По снежните врнежи кои ја зафатија територијата на општина Дебрца, особено селата во Горна Дебрца, градоначалникот Ногачевски информира дека со денешното повторно чистење на патниот правец за село Турје, сите патни правци во Дебрца се исчистени и проводни. Од општина Дебрца ги повикуваат граѓаните да бидат внимателни и да се придржуваат кон сите безбедносни упатства при движење во услови на снег и мраз, да ги почитуваат законските обврски кои се во важност од 15 ноември за задолжително користење на зимска опрема за возилата, која ќе трае до 15 март следната година. Поради зачестени измами, Народна банка апелира до граѓаните да не откриваат лични податоци, ниту пак да преземаат активности на барање од непознати лица. Граѓаните да бидат внимателни поради зачестената појава на лажни профили, апликации и лица кои електронски или преку телефонско јавување се представуваат како дел од реномирани компании кои што нудат некаков вид помош, посредување, па дури и парични награди, а при тоа бараат лични податоци и уплата на средства, повикуваат од Народна банка. Народната банка апелира до граѓаните да не откриваат лични податоци, ниту пак да преземаат активности на барање од непознати лица. Доколку имате добиено или ако во следниот период добиете неочекувани телефонски повици, e-пошта или SMS порака од сомнителни адреси или телефонски броеви во кои што ви се нуди нешто што не делува реално и вистинито, или ако од вас се бара откривање на личните податоци, не започнувајте комуникација во која што ќе ги дадете вашите лични податоци или ќе одговорите на барање за трансакција, односно уплата на ваши средства на некоја банкарска сметка, се вели во соопштението на Народна банка. Доколку граѓаните добијат телефонски повик или порака преку електронска пошта или преку социјалните мрежи од лице за кои се сомневаат дека лажно се представува во име на Народната банка, веднаш да го пријават случајот во Народната банка преку официјалната имейл адреса. Неуспешен обид за грабеж со закана со огнено оружје. Во одделен случај приведен 25 годишен прилепчанец под сомнение за кривични дела, разбойништво и тешка кражба на дрзок начин. На 1 декември во 19:30 часот во Обара Струга било пријавено дека во продажен објект на магистралниот пат Струга-Дебар едно лице со закана со огнено оружје се обидело од вработената да одземе пари, но кога таа почнала да бара помош, лицето се откажало и заминало од местото. Увид извршиле полициски екипи и се преземаат мерки за расчистување на случајот. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 25 годишен прилепчанец, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, разбойништво и тешка кражба на дрзок начин. На 24 ноември 2024 на булеварот Туристичка во Охрид пријавениот со употреба на сила од оштетената ИЧС од Охрид одзел чанта, а на 25 ноември преку отворен прозорец влегол во домот на оштетената СД од Охрид и заканувајќи се со остар предмет и одзел пари и накид. Нему му била одредена мерка притвор во трајање од 30 дена, информира портпаролот Стефан Димовски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Десетици загинати на фудбалски надпревар во Гвинеја. Инцидентот почнал меѓу навивачите на двете екипи, а откако безбедносните сили се обиделе да ги смират нападите меѓу двете групи, настанало стампедо во која загинали и деца. Се започнало со спорна одлука на судијата при крајот на надпреварот, по која навивачите излегле на теренот, изјавил сведок за Франс Прес. Полицијата возвратила со солзавец пошто настанал општ хаос. Се страува дека бројката на настрадани може да достигне 100.
9 лица загинале, а 5 се ранети во пресметка на наркокартели во Мексико. Локалните медиуми објавиле дека меѓу убиените во пукањето е и еден болничар. Властите соопштиле дека група напаѓачи почнале да пукаат на штанд за храна, меѓу другото пукајќи и кон купувачите и случајните минувачи. На подрачјето каде што се случил нападот, веднаш биле распоредени голем број полициски екипи и започнала масовна акција за апсење на напаѓачите, кои по нападот се обиделе да побегнат. Невремето бора предизвика хаос во делови од Грција, поплавени улици, прекин на електричната енергија, лизгање на земјиштето, паднати дрвја, непроодни патишта, прекин на железничкиот сообраќај. Ветровите достигнале брзина до 80 км на час, а во некои региони паднале над 100 мм воден талок. Жителите пријавуваат штети во домовите и на возилата. Екипите за итни случаи работат на расчистување на остатоците и враќање на струјата во погодените области. Грчката метеоролошка служба издаде црвен аларм пред невремето, предупредувајќи ги жителите на екстремни временски услови. Овие бури стануваат се почести и посилни, изјавил портпаролот на обсерваторијата. Локалните власти ги повикале жителите да бидат внимателни, бидејќи се очекува дополнително нестабилно време во наредните денови. Американскиот председател Џо Бајден пред своето заминување го помилува својот син Хантер Бајден за пресудите против него за поседување оружје и за затајување данок, иако многу пати досега велеше дека нема да го стори тоа. Но помилувањето ги опфаќа и сите прекршоци кои Хантер можеби ги направил против Соединетите Американски држави или во кои можеби учествувал во периодот од 1 јануари 2014 до 1 декември 2024 година. Тимот на Трамп веднаш излезе со реакција на веста за помилувањето на Бајден, велејќи дека идниот председател ќе го поправи американскиот правосуден систем и ќе го врати правилниот процес за време на неговиот втор мандат. Сепак и Доналд Трамп, пред да замине од Белата куќа во 2021 година, издаде серија помилувања за неговите блиски соработници и сојузници кои беа вклучени во бројни криминални истраги за време на неговиот председателски мандат. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.